Томислав бил испрашуван вкупно 7 минути и единственото прашање кое што му го поставила судиката, истражната судика Татјана Михайлова, било од каде му е записникот, односно кој му ги предал тие судски документи за да ги објави во весникот Репортер во тоа време. Томислав кажал дека по уставот е заштитен во смисла на тоа дека не смее да ги оддава, односно нема обврска да го кажува изворот на информациите, што е уставно право на секој граѓанин, на секој новинар, посебно. И веднаш потоа експресно завршило тоа испрашување и одреден му е притвор од 30 дена. Со други зборови, идејата на поднесувањето, односно притворањето на Томислав Кежаровски и воопшто поднесувањето кривична пријава на купче со сите овие што одговараат за одредени различни дела за организиран криминал е да го натераат да го открие името на оној кој што му го дал записникот за да го објави. Нешто што за новинарството е навистина абсурд. Ние знаеме дека ако нешто имаме основно како заштита на некаква наша новинарска професија е да не ги даваме изворите. И затоа е тоа заштитено со устав. Значи, покрај тоа што рековме лажен заштитен сведок, има одредени докази дека истиот тој заштитен сведок изјави дека станал заштитен сведок во јануари 2010 година. А Томислав Кежаровски текстовите ги објавува во ноември 2008 година, пред тој да стане заштитен сведок. Идејата на тие текстови, кои што ги пишува Томислав Кежаровски во Репортер 92, барем јас колку што сум информиран, е токму да ја открие приказната на заговор дека се создава некаков си сведок кој што треба да ги обвини браќата за убиство. Нешто што до крајот се докажува и со ослободителна пресуда резултира во февруари-март годинава за двајцата во осомничени за убиството и резултира со разоткривање на заштитениот сведок. Тоа е едно и клучната поента во однос на притворањето на Кежаровски, барем што се однесува до Нова Македонија и до мене како главен уредник и како новинар, е како може новинар да заврши во затвор, во притвор, велам, за објавен текст. Значи, станува збор за кривично дело, сомневање за сторено кривично дело, оддавање класифицирани информации за заштитен сведок, што е казниво според закон. Меѓутоа, јас колку што знам, ние донесувавме и различни закони, ја декриминализиравме клеветата и навредата и така натаму. Ако ништо друго, обвинението може да стои, може да падне, меѓутоа сметаме дека еден доволен демократски развој на една држава треба да биде да новинар не може да заврши во притвор за објавен текст. Заднини може да има различни, може да има приватни, лични, кон новинарот, но во секој случај крајниот резултат е вие се пресметувате со новинар. Со други зборови, вие се пресметувате со новинарство. Вие се пресметувате со јавен збор. Значи, морате да го имате тоа во предвид. Ја не можам да тврдам дали Томислав Кежаровски има и други некакви, ќе биде осомничен во иднина за некои други кривични дела за кои што јас не знам. Но за новинарство, за објавен текст да притворите некого, мислам дека тоа е рамно на скандал. Така наречениот заштитен сведок излезе јавно, значи Златко Арсовски, и кажа отворено дека тој не е автентичен заштитен сведок, туку е лажен заштитен сведок. Зошто е лажен? Затоа што тој бил натеран додека лежал во затвор поради кривично дело разбојништво, дека таму му пришле луѓе блиски и од полицијата и го натерале, односно го принудиле, прво му нуделе брда и долини за да стане заштитен сведок во овој случај, а потоа го натерале под присила и под уцена да сведочи против двајцата осомничени за убиството во Ореше. Фактички му понудиле една изјава која само ќе ја потпише и потоа ќе ја потврди на судење за да бидат обвинети двајцата учесници наводно во убиството во Ореше. Која е целта на целта на таквата уцена, според она што го кажува заштитениот сведок, со кој потоа ние направивме интервју, Томислав Кежаровски направи интервју за Нова Македонија со него, е
некаква одмазда, како што тврди заштитениот сведок, односно како што тврдат двајцата браќа кои што беа обвинети за убиството, едниот од нив работил за полиција, значи едниот од двајцата браќа обвинети за убиството работил за полиција, одмазда од некои кругови од Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, за кои наводно тој открил некаков криминал претходно. И тие сакале да му се одмаздат, нему и на неговиот брат, со тоа што ќе им наместат дека се учесници во убиство. Значи, тоа е приказната што ја раскажува и заштитениот сведок и двајцата браќа, дека од самиот почеток тоа се случува. По таа деконспирација, откако заштитениот сведок јавно кажува дека јас прво не сум заштитен сведок, не сакам ниту да бидам веќе заштитен сведок, се деконспирира си, самиот си го кажува името. Истовремено кажува дека е лажен сведок. Со други зборови, обвинителството, односно сите овие надлежни органи, од самиот почеток штителе лажен заштитен сведок. Ако е така, тогаш зошто би бил обвинет новинар за штитење на некој лажен заштитен сведок? Значи, немаме автентичен заштитен сведок, туку имаме лажен. Или, ако се има премислено обвинителството, или судот, или полицијата, ако може би мислат дека е тој автентичен заштитен сведок, а не лажен, како што самиот тврди, тогаш тоа треба да го утврдат. Обвинителството треба да утврди каков е статусот на тој сведок денес. За да може да се знае, сега зборувам од аспект на гонењето, односно кривичната пријава против Томислав Кежаровски. За да може да го гони Томислав Кежаровски како новинар што го оддал името на заштитениот сведок, треба да го утврди статусот на заштитениот сведок.